Драги гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Оваа вечер разговарам со професор доктор Митко Панов. Митко, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата и честитки за стартувањето официјално на програмата на телевизија. Ти благодарам за честитките. Има многу работи кои што треба вечерва да ги поминеме. Меѓутоа, најпрвен јас би сакала за гледачите сепак да те представам. Ти си специјалист за средновековната историја на Македонија, а особено за историјата на Византија. И мислам дека тоа ќе ни биде главната тема оваа вечер. Но има и работи кои што би сакала особено за публиката да ги спомнам. Ти си научен советник во Институтот за национална историја, редовен професор. Имаш многу богата биографија, преку 60 статии објавени, повеќето во странство, многу монографии, повеќе проекти. Знам дека имаш и 2 награди кои што си ги добил за заслуга во доменот на науката. Едната награда е од градот Струмица, а другата е од градот Скопје, 13 ноемвриската награда. Меѓутоа, сепак, твојот авторитет е во доменот на научната дејност и мене ми представува особена чест, што еве во овој момент, во овој форум, јас и ти можеме да разговараме за науката и кои се нејзините главни преокупации. Со оглед дека работиме скоро 30 години заедно, ти го проучуваш средниот век, јас новиот век, но ете работата некако не упатила и двајцата до Мисирков. И не случајно оваа емисија ја именувавме по неговата книга за македонските работи, што значи дека ние многу нешта, многу домени од животот ќе опфатиме и во современото живење, така што македонските работи се широк поим. Но она што е забележително и кај Мисирков, кога веќе го проучува историјатот на македонскиот народ, тој спомнува дека македонската историја ја создава македонскиот народ и има како да се постави во балкански контекст, но особено е заслужен за упатувањето на она што представува народна историја, народен и културен дух, и се задржува на Охридската архиепископија, но и на царот Самуил. Па бидејќи тоа ни е главната тема, јас ете првото мое прашање се однесува на царот Самуил, неговата држава и Охридската архиепископија. Само сакам да упатам дека во некој период од нашиот разговор ќе се појави и насловната страница на твојата книга, која што пак беше отпечатена најпрви на англиски јазик, а потоа на македонски. И само ако ми дозволиш за гледачите да го кажам насловот, дека се работи за насловот Ослепената држава, Самуил, Комитополот и неговата држава 10-11 век. Честитки од мене, бидејќи таа книга пред се е отпечатена од светски признат медиум, тоа е Брил. Па повели. Па да, добро го фокусираше прашањето на Мисирков, затоа што кога работев книгата долги години, се базира на истражување, се решив да не работам конвенционално. Значи, приодот во книгата не е конвенционален, во смисол да се базира само на наратива, туку да се деконструират интерпретациите во врска со Самуил, како кейс стади, и на крај дојдов до заклучок дека е потребно не само да се истражува средновековието или Византија во контекст на Самуил и феномените на средновековна Македонија, туку е потребно да се продолжи понатаму, да се види како се интерпретирале, реинтерпретирале, присвојувале личностите поврзани со средновековна Македонија. И така дојдов до 2014 година. Милко и Мисирков, кој што е првиот од македонските интелектуалци кој што ја базира историската посебност на македонскиот народ токму во средновековието и на самата држава и Охридската архиепископија. Тој вели дека
токму врз основа на неговата дејност и на Охридската архиепископија сочува на посебноста на родниот дух, како што вели во вековите кои што следуваат. Тука потоа може да се спомнат Димитрија Чуповски, кој што исто така ја фундира историската посебност на македонскиот народ во средновековието, на истите личности ги вклучува тука и кралот Марко и така натаму. Тоа беше еден од потврдите дека во суштина ние кога зборуваме сега за посебност на македонскиот народ од аспект на историја или историографија национална, треба малку да се замислиме и да на некој начин да го ревидираме досегашното поимање на тоа што представува македонска историографија, затоа што македонската историографија не е родена со асном. Туку јас тоа го потенцирам постојано, да никулците се многу подалеку, а за официјално, да кажеме, на некој начин стартување или заокружување на некој национален наратив е токму Мисирков и македонските работи. И затоа кога зборуваме за македонската историографија, можеме слободно да кажеме дека таа веќе има 120 години традиција, а се повикуваат нормално на народните традиции кои што се живи од средновековието. И оттаму, кога работев книгата, дојдов до заклучок дека во суштина она што Мисирков го акцентира во македонските работи се базира токму на она право на автохтоност, односно правото на македонскиот народ кој што живее на територијата на Македонија и на која што територија се развивала таа посебност и култура од Климентово време, традициите на Кирил и Методи се заокружуваат со дејноста на Климент во Охридската книжевна школа, па потоа сите тие традиции наоѓаат рефлексија и во политичката и идеолошката програма на Самуил, кој што токму ја базира неговата јадрото на неговата држава и црква во Охридско-Преспанскиот регион и кореспондира со традициите на Свети Климент и таа негова дејност во рамките на Охридската книжевна школа, за да во време на Самуил и се формира посебна црква базирана токму на тие традиции, која што потоа се интегрира од императорот Василий II по ликвидирањето на самата држава, меѓутоа не се ликвидира, туку се санкционира низината автокефалност од Константинополската патријаршија, што значи дека императорот со тие трите сигили императорски грамоти кои што сигили се велат дека тоа содржи императорски печат, го санкционира независното до тогашно делување на самилата црква од една страна, од друга страна во првата сигилија токму го апострофира Самуил, дека тој во сушност Василий II ги продолжува привилегиите од времето на Самуил, од самиот Самуил, и со самото тоа првата сигилија представува непосреден или директен доказ дека Василий II во контекст на Охридската архиепископија, односно јас ја велам Самуиловата црква, потоа Охридска архиепископија, тоа е едно исто, да ја санкционира од една страна независноста, да продолжи независноста, ставајќи под негово покровителство наместо до тогашно, под царевите на самата држава, а од друга страна да ја потврди таа автокефалност која што била присутна во време на самата држава, бидејќи со самото делување на самата црква јасно е дека во суштина Самуил се базирал исклучиво на традициите кои што произлегуваа од неговото јадро на државата и оттаму Охридската архиепископија или самата црква била во секој сегмент независна од Константинополската патријаршија. Тоа го санкционира Василий II и на тој начин во суштина ја имаме потврдата дека Самуил е основачот на Охридската архиепископија, како самила црква, бидејќи немаме ние во документите од време на Самуил нешто што ќе се потврди како се викало во тоа време, меѓутоа можеме слободно да кажеме дека Самуилова црква, бидејќи тој е основачот на црквата, а тоа го признава и самиот Василий II во првата сигилија.
И од таму слободно може да кажеме дека Охридската архиепископија е независна и од Константинополската патријаршија и од Бугарската патријаршија која е ликвидирана 971 година. И тие елементи се еден стожер заедно со традициите на Свети Климент за тоа да може слободно Охридската архиепископија сега во лицето на Македонската православна црква да се повикува на таа независност и тие традиции кои што датираат од тоа време. Веќе и самиот спомна за оние кои што се предходно, се работи за Кирил и Методи, браќата, кои што пак се покрај просветната имаат и политичка димензија, често пати сакаат да ја пренебрегнат брегалничката мисија, која што пак за нас е многу значајна. Така што би го насочила твоето внимание сега на Свети Кирил и Методи и Свети Климент и Наум, бидејќи сведоци сме во современо живење на определени формулации кои што извираат од еден политички договор, каде што таму ни се засегнува дека треба да се темелиме на вистината и историските докази и факти, не баре ние како занает не знаеме што е нашата примарна алатка. Што станува и со тие средновековни ликови? Па да, добро го концепираше овој дел, затоа што во суштина ние сме сведоци сега последниве колку се 6-7 години. Од 2017-та, да, 6. Дека во суштина имаме директен упат на политиката во историската наука, посебно зборувам од аспект на националните институции и со самото тоа и на националната историографија. Сведоци сме сите, не треба да повторуваме, меѓутоа индикативно за мене беше моментот кога се договорија во рамките на мешовитата комисија македонско-бугарска или самите членови тоа го ревидира, подоцна и во подписите стават историчани на Северна Македонија, тоа беше нивна одлука. Значи нема македонски, они не се сметаат себе си за македонски во официјална смисла и се представници на некакви историчари на Северна Македонија, што значи дека се продукт на нека политички контекст, и со самото тоа се признава дека се орудие на политиката. Јас би кажал дека тоа е недозволиво, особено што во рамките на нивните договарања во контекст на средновековието, тие 5 личности кои што ги спомна Кирил, Методи, Климент и Наум и цар Самуил, при нивното усвојување од страна на двете влади, македонската и бугарската, се констатираше дека тоа е историска вистина, буквално тоа се донесе таква формулација во одлуката при прифаќањето на овие содржини, нивните формулации, и дека таа историска вистина за заедничката историја ќе треба во иднина соодветно да се одбележува при заедничките честувања на овие личности. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека тоа во сосебна спротивност на карактерот на науката, историската наука, затоа што многу добро знаеме што значи наука. Науката не е догма, политичка догма, нити догматизација на историјата постоела во некај дамнешни времења, меѓутоа политиката да детерминира што е правилна историска вистина, тоа е недозволиво и се судира со она што е научна продукција во македонската историографија. И оттаму е во колизија со она што го спомнавме на почетокот, во колизија со она што го имаме како традиција или како наследство од средновековието, валоризирано или санкционирано од интелектуалците во 19 век и почетокот на 20 век, за да подоцна во асономските одлуки се фундира токму традицијата од средновековието и цар Самуил како
како основа на државноста, нели, покрај сите тие трежненија, нели, вековни да се формира држава. Затоа се вели, нели, втората посамила држава. И уште еден момент кога 1991 година се создава независноста, нели, се создаваат условите за независност, има еден говор на Киро Глигоров во македонскиот собрание, нели, тогашно, во кој што токму тоа го констатира, дека во суштина сега независноста се базира токму на традициите од Самуил, од Асном, и дека сето тоа сега треба да се, нели, вгради во темелите на независност, односно, нели, на продолжување на државноста, меѓутоа сега како независни суверени. Сега ме потсети ова кога го спомна за две работи. Аз знам дека тоа го имаш и образложено поприлично. Култот на Самуил или прифаќањето на Самуил во бугарската и јавна историја, а подоцна и во научната историографија, и ликот и делото на Климент како се доживува на македонска страна, а како се доживува на бугарска страна. Па да, малку избегнав се оддалечив од прашањето, меѓутоа во суштина, кога се зборува за традициите на Кирил и Методи, мора да го имаме предвид фактот дека изворите во контекст на нивната дејност од аспект на Византија се базираат исклучиво на Охридската архиепископија и на дејноста на Теофилакт Охридски, кој што бил архиепископ Охридски од крајот на 11 и први почетокот на 12 век, не е дефинирано конкретно, меѓутоа тој период делувал. И неговата дејност е базирана на житија на Свети Климент, житија на Тивирополските, 15 тивирополски маченици, неговата преписка која што има црковна, на богата преписка. И анализата на неговиот опус многу недвосмислено покажува дека тој се обидува преку реактуализирањето или регистрирањето на традициите поврзани со територијата на Македонија, буквално на територијата на Македонија, не бара традиции во Бугарија, нели, или во Србија или не знам каде, туку се базира токму на територијата на Македонија и оттаму се обидува преку култот на 15 тивирополски маченици, нели, знаеме дека тоа е струмичкиот дел, да го поврзе со старите традиции на Охридска архиепископија од една страна, од друга страна преку Климент, житието на Свети Климент, посредно или ги дознаваме и традициите, нели, со Кирил и Методи. Така што Теофилакт е заслужен за тоа да се одржува и Охридската архиепископија нормално, меѓутоа врз основа на почитувањето на култот на Климент, кој што бил негуван и почитуван силно во Охрид през па и ширум Македонија, да ги интегрира сите овие традиции, стари христијански традиции на култови, на Кирил и Методи, па го санкционира преку Теофилакт Охридски Свети Методи како образец на неговото делување, неговиот живот. И на тој начин ги вградува традициите во рамките на Охридската архиепископија, вклучително, што кажав, и Кирил и Методи. И тој, меѓу другото, е заслужен и за тоа, првиот е тој кој што упатува и на традициите уште постари, кои што се заснуваат на архиепископијата Јустинијана Прима. А тоа е многу важно во тогашната констелација, бидејќи дел од епископиите од јурисдикција на Охридската архиепископија се приклучени кон Константинополската патријаршија, кои што се придодадени со втората сигилија на Василий II. Во негово време има и известна економска стагнација и е потребно да се реактуализира или реафирмира автокефалниот статус на Охридската епископија и престижниот позиција во тогашните црковни односи
односно независноста во контекст на Константинополската патријаршија, и тоа тој го прави токму преку повикувањето на тоа дека Охридската архиепископија ги црпи не само традициите од постаро време, не зборува тука за Бугарија, традициите, бугарската патријаршија која што укината 971 година, туку зборува исклучиво за традициите поврзани со територијата на Македонија и го црковното право за независниот статус и автокефалниот статус дури го влече со теоријата за директното потекло со архиепископијата Јустинина Приема, која знаеме дека формирана со акт на императорот Јустинијан I, и повторно и го имаме тоа реал на Македонија како една јадро на традициите на кои што се базира Охридската архиепископија, и оттаму е многу важно да се истакне дека Охридската архиепископија е таа која што ги негува традициите на Кирил и Методи. Таму се најстарите во ареалот на Охридската архиепископија се најстарите представи визуелни, а преку наративот на Теофилакт се заживуваат во рамките во пишаната форма, со тоа што тоа е дел од начинот на кој што Теофилак ги акомодирал и традициите кои што биле присутни на просторот на Охрид, култот и почитувањето на Свети Климент. Знам дека го имаше работено поприлично терминолошки значењето или пак потеклото и развојот на именувањето Василий Бугароубиец. Дали е Василий Бугароубиец или е Василий Скитикус? Па да, тоа ми е едно од истражувањата кои што ги има во периодов последнава деценија, да кажеме, интензивни, и во кој што утврдив дека прво во контекст на терминологијата почнав од аспектот на тоа дека да видиме само вообичаено, да речеме, му е наметната таква некаква идентификација како цар на, или како тенденција дека имал да го продолжи бугарското царство и бугарската патријаршија и такви конструкти кои што се продукт на 19 век. А и дел од улогата има и Василий II самиот преку конструктор што го прави во сигилиите. Меѓутоа, реков добро, сега кога веќе почнам со истражување, дај да видиме не тоа што е вообичаена представа или има различни интерпретации, да видиме, ќе ги тргнам сега интерпретациите од страна на историчарите, политичарите, независно, и кои што се конструирани во 19 век, и да видиме што се случува реално на просторот на Македонија, односно во контекст на Самуил, во период кога тој живеел. И тогаш доаѓам до една интересна, сосема поинаква слика, во која што византиските автори ниту еден не го спомнува по име. Вели дека тој Комитопол го поврзува со кометата која што се појавува на небото, како го потпалува западот и така натаму. Се тоа игра на зборови со кој што се маскира реално идентитетот на Самуил. И тоа не било случајно, затоа што Византија не го признавала ниту самата држава, ниту самата црква, затоа што тие се формирани независно од Константинополската патријаршија. Тоа не било случај со бугарската црква, држава и царство, тоест и патријаршија, кое што легитимитетот го добило од Константинопол, директно од византиските императори, и затоа 971 година Јован Цимиски, кога ја ликвидира бугарската држава, ги носи нивните символи, или царската круна, ги носи во Константинопол со една свечена поврка и вели на овој начин се враќа она што го дава во суштина Византија, односно Константинопол, и на тој начин се прави ликвидирање и на државата, на царството, и на патријаршијата, црквата. Сите епископи влегуваат под юрисдикција на
Константинополската патриаршија и во тој таков амбиент се појавува сега друго независна држава во која што само си ги базира буквално пркоси на Византија, дури го викат апостатни или отпадник, и со неговите четворица браќа формираат држава на просторот на југозападна Македонија со седиште, рековме, Престо и Охрид, и традициите ги базираат токму на тие старохристијански традиции, пред се Свети Климент, кој што неспорно во тоа време силно бил почитуван од тогашното население, граѓаните на Охрид. И од друга страна, Самуил, за да зацврсти својата легитимитет и независност, како ги освојува териториите на Византија, така од Лариса ги пренесува моштите на Свети Ахил, ги носи во Преспа, од крајниот запад на Задар, доаѓа до Задар, ги носи моштите на Свети Трифун и на тој начин ги маркира таа територија, вели со тоа се символизира во суштина дека тој ја базира на своји традиции, па дури она што го наоѓаме од тогашните извори кои што се современици на Самуил, вели дека ја загрозува земјата на македонците или македонската земја. Тоа се двата автори кои што се и лични сведоци на настаните и кои што недвосмислено покажуваат дека во суштина судирот меѓу Самуил и Василија е за македонската земја и за земјата на македонците, не вели за бугарската земја, бидејќи терминот бугари не се употребува во ниеден контекст од страна на византиските автори во тој период за самата држава. Се употребува терминот скити, варвари или мизи, меѓутоа ниеден не говорува за бугари или нешто слично. Бугарија не постои како држава во тоа време. Сега, поаѓајќи од тоа, има еден епитаф кој што на Василий II, епитафот подразбира како императорот сака да биде запаметен вечно, во вечноста, и таму стои, тој надпис е познат и апострофиран од повеќе историчари, дека победник е тој покрај другите народи на истокот, дека е победник и над скитите. Не се вели бугари, туку се вели скити. И тоа укажува дека во суштина, официјално, Василий II сакал да биде запаметен не како бугароубиец, туку како победник над скитите. И поаѓајќи од тоа, најдов една кореспонденција од меѓу Лав од Синада, тој е на висока функција, и упатено писмо до Василий II, во кој што вели тој треба да се сотрат овие скити и дури и најмалите деца од мајката да се убијат. Мислам, со таква порака, една сурова порака, меѓутоа она што е една суштина во таа кореспонденција што ја открив е дека во суштина Лав го насловува дека Василий II како скитикус, победник над скитите, дека тој немал ништо против со тој прекар, да кажем. И тоа кореспондира и со современите автори кои што ги нарекуваат скити, зборувам за тој период, со официјалната кореспонденција до Василий II, значи тоа нема посигурно доказ од она што е официјална кореспонденција која што се директно се упаќа до императорот и она што тој самиот на епитафот сакал да биде запаметен. Од таму ние не можеме да зборуваме за Василий II како бугароубиец, туку како победник над скитите. Затоа што и претходно еден англиски историчар, професор, го потенцираше тој факт, меѓутоа не во контекст на скитите, тоа е моја ново истражување, меѓутоа дека во суштина нема ни еден податок во кој што ќе се потврди дека Василий II бил бугароубиец, и тој прави една многу добра анализа на
на изворите, кај што вели дека во негово време Василий II бил познат како Порфирогенит, роден во Пурпур, и во ниту еден документ не е ословен како бугароубиец. Првиот таков запис е кон крајот на 12-тиот век, кога во суштина се формира второто бугарско, така нареченото второ бугарско царство, уствари е влашко-бугарска држава. И во суштина тогаш за да парира на новата држава, Византија почнува да проектира, нели, од време создава еден конструкт во кој што Василий II сега треба го повикува духот на Василий II, а се бори со новите непријатели бугари, нели. Така е. И тие се тие конструкти кои што се провлекувале долго време во историографијата, се користеле од бугарските историчари како некој, па и до ден денес, нели, како еден главен аргумент дека тоа значи дека самата држава била исклучиво бугарска и во етничка, и во државна, и во црковна смисла. И за да дури го користат како некој аргумент дека зошто би се викал Василий II бугароубиец, зашто не би се викал македоноубиец или србоубиец. Зборувам се од 19 на 19 век, што сега во 21 век, кога можеме ние да се растеретиме од тие конструкти, да ги деконструираме врз основа на истражувања, сериозни истражувања, со методологија модерна, нели, доаѓаме до заклучокот дека во суштина Василий II не може да биде бугароубиец, бидејќи не убива бугари. Апсолутно. Сето ова упатува дека македонската историографија многу сериозно ги има сватено задачите пред себе, особено компаративниот пристап, критичката анализа и секако одмерувањето на она што треба да представува база за создавање на еден заклучок. Ќе разговараме нешто по паузата за една тема и ќе ја најавам, зошто историјата е централно поставена во двата договори кои што се актуелни, Преспанската спогодба од 2018-та и договорот со Бугарија од 2018-та, но за тоа ќе продолжиме по кратката пауза. За да го напуштат своето далечно време. На вистинската телевизија гледајте ја емисијата во потрага по вистинскиот збор. Секој понеделник во 20 часот. Овде, спроти мене, ќе седат писатели, преведувачи, новинари и сите други кои што се занимаваат со убавиот и вистинскиот збор. Македонски народни приказни. Шубо. Уште една телевизија ќе снима македонски народни приказни од Терзијата. Со вистината е навистина исклучително интересно да се соочите. Кој сериозно се занимава со образованието од сите игри што ги игра оваа географска топија. Како што најавив Митко, треба да разговараме за историјата, ама зошто историјата е токму во тие документи позиционирана на најглавното место,
А да биде трагедијата уште поголема, не е тоа шега. Сето тоа е направено од страна на луѓе кои што најмалку ја познаваат историјата, а многу повеќе се занимаваат со политика. Па да, добро. Ако го знаеш и ти, нели, контекстот од 19-тиот век наому, дека во суштина историјата е фундаментот на политиката. Затоа што во 19-тиот век, зборувам од аспект на Македонија, за да се легитимира правото на правото условно, Да. нели, на таа територија, на територијата на Македонија, во 70-тите години од 19-тиот век се создаваат наративи кои што имаат за цел да укажат на тоа дека чија била, да речеме, самата држава, Охридската архиепископија, врз основа на тоа треба да се проектират чие е сега населението или чие на која права на територија полагаат. И тука клучниот аспект кога ја работев и книгата беше дека најважното е дека да речеме во средината на 19-тиот век и нешто порано, Русија е таа која што влие да се реоткрие да речеме средновековието на Балканот и фокусот е, нели, на словените, бидејќи на тој начин Русија сака да се позиционира како, нели, во тој концепт на панславизмот, како единствен заштитник на словените, од друга страна да го легитимира своето влијание на овие простори. И така почнува приказната, затоа што, да кажеме, во 20-тите години од 19-тиот век руските автори почнуваат да истражуваат историјата на Балканот, меѓутоа фокусот во целиот контекст го дават на Бугарија. Зошто? Мислам на историјата на така наречена Бугарија, нели, затоа што во тој период тие сакаат да директно се поврзат со словенството и наоѓаат модалитет како тоа да го направат. Најблиску до нив е, нели, Бугарија, зборувам за геостратешки, од една страна, од друга страна рускиот кнез Свјатослав има директно влијание на Балканите, Балканот, нели, во 10-тиот век, затоа што тој на покана на византискиот император доаѓа да ја сузбијат бугарската држава во тоа време и меѓу другото дури излегува како победник во еден период, за да после Византија види дека и тоа е сериозна опасност, па го користи целиот контекст да ги истера и русите и да ги ликвидира бугарската држава 1971 година. Така да тие два елементи, заедно со Македонија како јадро на писменоста, на традициите на Кирил, Методи и Климен, кои што се фундаментот на тоа да словените стануваат препознатливи во европски контекст, затоа што секој претендирал да има, нели, своја позната историја и познати личности, и Русија, бидејќи словенството е базата на нејзиното влијание, го користи тоа. Така што се што го имаме како наратив во 19-тиот век е под силно влијание на Русија и оние интелектуалци бугарски кои што се задолжени подосна да креираат националната историографија се директен продукт, нели, на руската едукација и на тој начин се создава тој концепт на голема Бугарија и така натаму. Да не должам да се вратиме на темата, ако го имаме предвид тоа, ако имаме предвид дека историјата секогаш била инструмент на политиката, тогаш не ме изненадува фактот дека и грчката политика и бугарската политика се конзистентни во нивната стратешка определба да ја користат историјата и со самото тоа да го легитимират не само нивниот простор, туку да го легитимират и наследството на просторот надвор од границите на нивните држави. За Грција тоа е
античкиот период, кој што видовме преку Преспанскиот договор се маркира како хеленска сопственост и на тој начин се укажува на тоа дека да, Грција веќе има неприкосновено или ексклузивно право на наследството на античка Македонија. Од една страна, аналогно на тоа, пак и на историските имија Македонија и македонци, од таму Македонија како држава мораше, мислам, политичарите се согласија да го смени името, затоа што на тој начин признаа дека во суштина ова е сега веќе нов продукт на продукт. И тоа, ама меѓутоа историјата беше многу важна од аспект на легитимирање на тоа. Актуелна. За Бугарија истото, го знаеме концептот, како што спомнав и сега, на концептот на голема Бугарија, во кој што треба да се презентира, и тоа јавно се кажува, не се крие, нели? Да. И од сите политичари и дури од членовите на комисијата, дека во суштина они работат на тоа да се коригира така наречената, нели, творба на Тито и да се историски смени наративот на македонската национална историографија и на тој начин да се прифати, само прифати, дека македонците не постоеле, дека всушност се измислена категорија, политичка категорија, дека сега со политичките договори се создава една нова реалност која што тие да ќе ја признаат, меѓутоа како Северна Македонија или со историја која што во најдобар случај ќе се базира од 44-та, меѓутоа со политичките договори во суштина станува продукт на неколку години. И тоа е нова творба која што ќе треба, нели, историски да се редефинира, и затоа самото проблематизирање на историскиот наратив, а кој што, како што кажав, и се базира на некои силни традиции кои што се присутни кај населението и кои што ги апострофира и Мисирков, и Чуповски, и многу интелектуалци после него, и Јасно, така натаму. За мене беше и е неприфатливо, и од таму имаме такви примери за обиди за политичко договарање меѓу Крстец Цевенковски, преговорите меѓу Крстец Цевенковски во време на Југославија и Тодор Живков, во кој што јасно се покажува како некој треба суверено да ги брани интересите национални во тоа време, зборуваме во време кога Македонија била дел од Југословенската федерација, и како не се согласува, како Крстец Црвенковски во преговорите воопшто не отстапува ни еден милиметар од она што го бара Тодор Живков, а во суштина го бара тоа што го добија сега со договорот со Бугарија и таа концептот на заедничка историја кој што се претвори, нели, во догматизирана историска вистина на политички. Бидејќи сме на самиот крај од емисијата, само ќе те замолам телеграфски, се одржува по 11 пат денови на Јустинијан I. Кога и колку учесници? Па уште во тек пријавувањето, моментално имаме 25 пријавени, меѓутоа обично вториот рок се повеќе, како пленарно предавање или keynote lecture ќе има професор од Кембридж, кој што Питер Сарис, кој што во октомври токму непосредно пред симпозиумот ќе објави книга за Јустинијан и фактички неговото појавување во Скопје ќе биде и промоција на неговата книга и јас сум презадоволен од тоа што веќе 11 години успеваме традицијата да одржуваме и особено што е веќе етаблиран на светско ниво симпозиумот и доаѓаат навистина од цел свет истражувачи и професори. Заедно го организираме со Универзитетот во Болоња и тоа е една придобивка и мислам дека визави она што го зборувавме до сега, дека тоа е единствениот начин како треба да се градат академски мостови, пријателство, добро соседство, да дебатираме за историја, за уметност, пошто интердисциплинарен симпозиум, меѓутоа да не ја сваќаме историјата како политичка алатка за реализирање на современи политички агенди. Тука едноставно да оставиме
она што е во суштина науката како карактер, да ја заштитиме и да таа биде символ на тие градење на академски мостови, соработки, вмрежувања, затоа што веќе преку Јустинијан имаме направено алумни мрежување со над 500 учесници од над 30 земји, не знам колку беа универзитети и институции. Така што тоа е во суштина една порака која што знам треба да дека биде имате символ. интересни учесници, знам дека ќе имате и интересни наслови. Драги гледачи, овде завршуваме на ова интересна тема, но следете на и следниот пат, а до тогаш бидете живи и здрави. Добра ноќ. Добра ноќ.